Благодарам. Секогаш кога гледам точка на дневен ред што е поврзана со здравство, искрено очекував дека ќе биде некои точки каде што ќе се исполнат ветувањата кои што СДСМ ги даде во предизборната кампања, и тоа ветувањата и реформите кои што, како што кажуваат тие, дека ќе ги спроведат во првите 6 месеци. Колку е здравството клучен сегмент за владеачкото мнозинство, се гледа и по самото тоа што и предлог измените на законот од аспект на здравството не поминуваат ни на соодветните комисии и што побрзо да ги донесат тие реформски чекори, како што љубат да ги нарекуваат. Со овој предлог за изменување и дополнување на законот за здравствена заштита, можам да кажам дека еден од дискутантите на комисијата се изјасни дека законот за здравствена заштита наликувал на кувар и не бил никаков документ, односно дека биле нафрлени некои правила и затоа сега се предлагаат предлог измени на законот за здравствена заштита. Искрено очекував дека прва точка на дневен ред ќе биде со самото доаѓање на СДСМ на власт, зголемување на платите на лекарите специјалисти, зголемување на платите на општите лекари, зголемување на цената на капитациониот бод. Очекував дека тоа ќе бидат клучните теми со кои што ние денеска ќе разговараме, колку ќе бидат зголемувањата на платите, во какви временски рокови и со каква динамика. Но очигледно е дека сите законски измени кои што ги предлагате се сведуваат на тоа за да ги задоволите партиските апетити и за да ги инсталирате вашите партиски кадри, како што впрочем гледаме со поставувањето на менаџери во Берово, во Пехчево, на несоодветен медицински кадар за да управува со здравствените установи. Искрено очекував дека денеска ќе разговараме за 20 точки кои што СДСМ ги представи во планот за живот и кои што очекував дека со овој предлог закон за здравствена заштита денеска ќе ги имплементирате, а тоа се обезбедување на целосно бесплатно болничко лекување за сите осигуреници. Ова требаше да биде предложено, изгласано и донесено во првите 6 месеци. Не е на дневен ред. Исто така, во вашиот план за живот стоеше дека ќе зголемите основната плата на здравствените работници за 15% во првите 6 месеци. Поминаа 2 години. И сега, кога имаме и комисии за здравство, говорите дека 11 месеци е вашиот министер, еве помина 11 месеци, тие 15% никаде ги нема, има само 5%. Искрено очекував дека ќе зборувате за тоа како е надграден мој термин, како е успешно спроведен и какви се клучни реформи ќе донесете со воведувањето на новитетите на мој термин, но ни тоа го нема во овој предлог закон. Исто така, кажавте дека ќе ги зголемите квотите на државни специализации и за тоа ве нема никаде да се јавите. Ветивте дека ќе ги укинете економските директори и управните одбори во постоечките 27 универзитетски клиники кои беа само финансиски товар. Ништо од тоа не направивте. Сите економски директори се оставени, разрешени се само економските директори кои што според вас беа кадар на ВМРО ДПМН, за сметка на нив да вработите други директори и со тоа воопшто не го растретивте буџетот. Ниеден управен одбор, колку што знам, не е распуштен. Напротив, на местата на тие кои што се заменети, има поставено нови луѓе. За да биде уште поголем циркусот кој што го прави оваа влада, се потрудивте и на Агенцијата за лекови да воведете, да измислите заменичко место, заменик директор на Македонската агенција за лекови, затоа што ако директорот не бил тука, да имало кој да ги потпише документите. На нашето прашање колку пати се случило тоа во пракса во изминатото време, не беше кажано дека е 2 пати или 3 пати. Но затоа пак имаме сега многу реформски закон за здравствена заштита. Ништо, ама баш ништо од тоа што го ветувавте, не го исполнувате кон лекарите. За сметка на сето тоа, наместо покачувањето да биде подеднакво за сите здравствени работници, од 10% вие ги делите здравствените работници.
ги делите на лекари и останатите здравствени работници. Доколку нешто ветувате, треба да го испорачате спрема сите. Не може да има оправдувања од типот дека нема доволно средства, затоа што се потрудив да израчунам колку би ја чинела тоа државата и за да се зголемат двојно платите на сите, потребен е буџет од околу 110 милиони евра на годишно ниво. Вие немате доволно пари ни за 10% за сите здравствени работници, а за сметка на тоа набавувате лубриканти и со фондот за иновации кој што располага со средства од 10 милиони евра, се трудите да ги зголемите средствата во тој фонд. Но за клучните сегменти, како што е здравството, каде што имавте најмногу ветувања, никаде ве нема. Но затоа, за да се спроведе нов тендер од 35 милиона евра за набавка на лабораториски реагенси, секако дека имате време и таа реформа, се надевам дека е клучна реформа и дека успешно ќе имплементирате во новиот закон за здравствена заштита. За истиот тендер, да не заборавиме, веќе има постапка во основното јавно обвинителство. За да биде повлечен, кога јавноста беше сензибилизирана и денеска, еве слушаме дека повторно е предвидено да има набавка за 35 милиона евра. За истиот тој тендер кој што беше повлечен. Очекував дека, ако ништо друго, од овие 20 точки кои што ги кажавте, дека ќе ги исполните во првите 6 месеци, дека барем 5 точки ќе беа изгласани и донесени. Пред само една година, тогашниот заменик министер за здравство вети зголемување на платите на сите здравствени работници за 15%. За да истото се случи, но да биде само 5% и то не било кога, туку од септември оваа година. Сите ветувања кои што ги давате кон здравствените работници треба да се исполнат. Не може да говорите со тоа дека со зголемувањето на цената на дежурствата сте го испорачале тоа што го ветивте. Не е така. Сите, ама баш сите здравствени работници чекаат да се зголеми основната плата. Никој од вас не излезе тука да критикува сега и да каже колку лекари заминаа затоа што дојде живот. Бројката во 2017 година е најголема до сега. Сте биле само 7 месеци. Од 2018 ве убедувам дека уште поголема. Баш затоа што дојде живот. Лекарите заминуваат и сите здравствени работници. Од причина што многу се вети, а ништо не се исполнува. Матичните лекари имаат големи замерки кон новите договори што сте ги дале за да се подпишат. Кажуваат дека се 2 пати полоши од тие што ги подпишувале претходно. Дури најавуваат и штрајкови, дури во некои градови имаше и штрајкови. Другиот, останатиот медицински персонал, ништо чудно и треба да се подигне на штрајк, затоа што се обесправени во споредба со другиот медицински персонал. Не може само на една категорија од медицинскиот персонал да се покачуваат платите, на другите да не се покачуваат. Доколку сте социјална влада, доколку ете сега има воздух за сите, има прогресивно даночно оданочување, прогресивен данок, ќе земате од богатите, ќе давате на сиромашните. Вие што правите? Само прибирате средства во буџетот, ја задолжувате државата, а никаде не ги гледаме бенефитите од тоа задолжување. Барем да ги исполните тие ветувања што ги дадовте кон здравствените работници. Коректно е, доколку не сте во можност да го исполните тоа, да го кажете. Не може секогаш да се вадите со фразата и со тезата дека сте затекнале руинирано здравство, уништен буџет или не знам што. Верувам дека сте биле многу сериозни кога сте го спремале буџетот, план програмата, од план за живот и дека сето тоа што е ветено, дека ќе се исполни. Секојаш кога ќе дојде моментот за да се испорача тоа што го ветивте кон здравствените работници, секогаш вашите оправдувања се едни и исти. Сте затекнале руинирано здравство и сега треба да ги оправите работите. Би сакал да видам
тука конечно закон за здравствена заштита, таков како што го ветувавте, како што кажувавте во 2017 дека за 6 месеци ќе биде готов, како што кажувате сега дека е во фаза на изработка, а никој од фелата не е запознат. Само тогаш ќе поверувам дека оваа владеачка гарнитура ќе донесе квалитетни законски решенија од областа на Законот за здравствена заштита. Благодарам.